Излезен да ја спаси татковината е незиниот највисок законодавен акт, еден од црковните великодостојници, без никакво писмено овластување од Господа. Земајки си ја улогата на негов гласник, директно го посочи, лично и персонално, Ѓорги Иванов како Божји пратеник. Бог го избра да биде председател. Бог знае се што ќе се случи, драги мои. И за тоа Бог ни го даде да биде и втор мандат, а ќе се молиме, ако е Божја воља, да остане понатака, бидејќи само со такви државници ќе ја сочуваме оваа наша македонска земја. Оние што барем имаат 2 реда прочитано од уставот на кој му се колнат, би требало да знаат дека Иванов, освен ако тоа навистина не е Божја волја, нема право на трет мандат, а другите кои што веруваат во желбата на небесниот татко и немаат никаков проблем со слухот. Веројатно чуле дека дури и за вториот на Иванов не стануваше збор за библиска приказна, туку за штелуван триумф, според агендата на оној кој токму поради таа желба да биде мал Бог, сега е исправен пред лицето на правдата. Koliko je zapravo u ovom trenutku za vas problem specijalnog javnog tužiteljstva koji će se baviti kriminalom iz afere prisluškivanja? Naime, mnogi kažu kako ste vi protiv toga jer vas je strah uhićenja. Тоа нема врска со ова што се случува сега. Дека тоа навистина нема врска со тоа што се случува сега, гласно зборува молкот на подржувачите оровоците на директорската револуција, кога нивниот протест ке се стави во корелација со вистинските причини за нивниот револт, за кој веројатно ни тие не се свесни, освен кога ќе бидат соочени со аргументи спротивни од оние кои се навикнати да ги слушаат. Мала група Никола Груевски и на криминалци ќе што не бидам сакаат да видам бидат во слуга на затвор. Никола Груевски отколку на Џорџ Сорос. Порано сакавте да бидете смоквин лист, не? Сега се спремни со тело да ги браните да не идат во затвор. И измислувате причини да не ги беше бранам албанската ја. платформа, ќе беше името, ќе беа странски служби, ќе беше македонски манифест, ќе беше ГДОМ, ќе беше ГРОМ, ќе беше некој друг. Вие Мене само само барате ме начин иритира како таа Никола Груевски да не иде во затвор. Таа а уште хипокризија. империи- Абе како в затвор? Ова иронична ситуација, кога збунетите стануваат уште позбунети, сепак ќе спасува еден од главните идеолози кој само навидум смирувачки. Неодамна го обелодени најбезболното сценарио според кое никој не треба да се секира за неочекуваниот расплет, барем не до 2019 година. Груевски не може никој да го притвори, затвори или неговата група да отери у затвор во наредни 2 години. И да ги суди и осуди, како се вика СЈО, и да ги брка по судови, бар 2 години се постапки. До тој момент тој е невин човек. Тие бескрајни калкулации и математики и за платформи и за дилови, и за протести и за револуции кои ја доведоа земјата до ова дередже, најпрецизно, наједноставно се објаснуваат низ примерот за демонстрациите против педагошкиот факултет во 90-тите години и актуелниот моментум. Универзитетот денеска работи, македонските професори предаваат таму на македонски, албанците предаваат на албанци. Албанија не креиравме голема Албанија. Тие што протестира во тој парк, минатата година ни правија притисок на нас албанците, ај сега и еден факултет, друг универзитет да ви креираме на албански јазик, мајка Тереза. И си не го сакаме затоа што немаме потреба. А целта беше од тие активисти на ВМРО да се легализира Даме Груев. И на крајот, за една телевизија чиј гостин сосема случајно е директор на државна компанија чиј поранешен менеджмент СЈО го сомничи за незаконско работење и тоа баш со газдата на таа телевизија. Значи, на добар пат е Електранина Македонија и пред вас, но и со вашето доаѓање на чело на компанијата. Можеме да сумираме за нашите гледачи, електроенергетскиот систем е стабилен. Професионалноста си има своји граници. Понекогаш на шверцувањето им може да му се прогледа низ прсти, ама кога тоа се прави со намера и со организирани конвои, тогаш тоа не е ништо друго освен злоупотреба и нелегална трговија со вистината.